Може слободно да си дојдете повака. Почитувани кичевчани, ете на нас пак тука по трети пат. Зарем е потребно уште да ги споделуваме тука нашите заеднички маки и проблеми. Зарем малку пати е кажано што е нашиот најголем проблем во моментов. Луѓе мои, па ние само бараме еден од нашите основни загарантирани човекови права. Правото да дишиме чист воздух. Тука не сме излезени да им бараме пари на надлежните. Бараме надлежните да си ја завршат својата работа, истата онаја за која што земаат плата од нас граѓаните, од нашите даноци придонеси кои лично ние ги плаќаме. Од нашите пари. Господи, платите! Господи, платите! Како? Кај со ветиција, кај се, дека дојдат? Мамето нивно лоповско да си небам ја. Јас стварно не знам што сме им сгрешиле. Дали сме ги навредиле или можеби повредиле надлежните. За истите толку многу долго време буквално да се живуваат со нас. Не се одважуваат ни да излезат тука со нас, да разговараат со нас, да дојдат и да дадат барем едно мало видување на оваа наша ситуација. Зарем толку сме ние небитни за нив? Зарем толку сме им вредни се нашите животи? Од една страна гледаме дека се градат милионски паркови, хортикултурно украсени кејови и улици, мини паркчина, а од друга страна депонија која помеѓу куќите ги загрозува животите на половина од градот. Градоначалниче, вие кои ветивте и се уште тврдите дека ќе работите за доброто на сите граѓани на Кичево, вие сте тие што со пронаоѓањето на решавање за оваа депонија активно работите да не делите нас граѓаните на битни и небитни. Искрено не ме изненадува ова. Вашата индиферентност веќе почнуваме да ја гледаме како што едно дело за да не поделите, да не разцепкате и да не раскарате. Па сите ние го дишиме во исти воздух. Македонци, албанци, турци, срби, роми, власи и многу други. Сите ние патиме од истиот проблем. Сите ние ги воспримаме истите зарази кои се производ на оваа депонија. Срамно е ова што ни го правите. 21 век сме. Во развиениот свет веќе не постои отпад, затоа што повеќе од 95% од истиот се преработува и искористува. А кај нас, вие го користите за раздор, омалуважување и навредување на нас граѓаните. Доста беше. Веќе ги преминавте сите граници. Ако веќе не сметате дека ова е проблем, дел од градот да се дави во ѓубриште, смрде и зарази, наредниот протест ќе го донесем истиот тој отпад со нас и ќе ви го стакнеме тука, пред оваа влезна врата. Пред овој ваш новоизграден градски дом, исто како што вие го оставате пред нашите домови. Од тука ги повикувам и припадниците на МВР, кои на тој протест ќе бидат повторно тука присутни за да контролираат ситуацијата, да не дозволат да користат двојни аршини и да почнат со казнување на нас граѓаните кои ќе го донесеме тоа ѓубре. Затоа што истото веќе одамна требаше да го направат со градоначалникот и одговорните лица на ЈП Комуналец. Истите тие тоа ни го прават нас. Диво одлагаат ѓубриште, ја загрозуваат животната средина и животот на нас граѓаните. Градоначалниче, како што гледате, нашиот ревот расте, а и бројката со секој нареден протест. Нашите барања се едноставни и константни. Отстранете ја моменталната депонија
која полека не убива нас со секој нов ден. Нека носи србицаве кај него в село, нека носи. Што е работа? И конечно направете соодветно одлагалиште на отпад кој нема да ја загрозува животната средина и нашето живеалиште. Секој ваше премолчување ни остава на нас само да повикаме на уште еден протест. Добро размислете и одговорете на нашите барања пред да повикаме на следниот. Ви благодарам на сите. Збор пред граѓаните. Уште да, пусть се остави.